Ричард Гренел, Девин Нунјес, Хауард Лутник, Крис Павловски, моќни личности од политичкиот и бизнис сектор во САД, кои важат за блиски на идниот председател Доналд Трамп. Според Нью Йорк Таймс, Гренел треба да биде идниот државен секретар на Америка, но и личности кои важат за многу блиски со премиерот Христијан Мицкоски. Уште кога беше лидер на опозицијата, актуелниот македонски премиер имаше редовни средби со овие видни личности, од кои уште тогаш се испраќаа позитивни сигнали за соработка со Македонија. Последен пат пред американските избори, Мицкоски и Гренел се сретнаа во август годинава во Скопје. Од владата тогаш соопштија дека целата средба е продлабочување на соработката меѓу Македонија и САД. Владата останува силно посветена кон продлабочување на стратешката соработка со особено внимание во областите на владење на правото, економијата и енергетиката. Гренел важи за исклучително моќна и искусна личност, меѓу најблиските до Доналд Трамп. Веројатно, идниот државен секретар веќе испрати силна порака дека доаѓа мирот во светот во време на војни. Америка и светот се спасени, ја победивме левицата, мирот ќе дојде наскоро. Какви можат да бидат односите на Македонија и САД под водство на Трамп, покажува и фактот дека тој е близок и со истакнати бизнисмени со македонско потекло. Еден од нив е Крис Павловски, основаш на фирмата Rumble, фирма која важи за една од најбрзо растечките во САД. Павловски од поодамна говори за соработката со Трамп, со кого делат заеднички вредности. Yeah, so I believe we're at the tip of the spear when it comes to promoting and pushing back against censorship. We're fighting governments all around the world. We're essentially the main place for freedom of expression when it comes to online video platforms. With social media, you have X, and then you have Truth Social as well, which Donald Trump owns. And when it comes to video, Rumble is the foremost leader in that, in my opinion. За близок соработник на Трамп важи и Девин Нунјес, дури и за него се шпекулира дека ќе ги води бизнисите на новиот американски претседател, додека тој е на функција.